Добро вечер. Чест и задоволство е вечерва да се зборува за културата, а вечерва во прилог на ова имам и одличен соговорник. Ке зборуваме за театарската уметност и театарските дела. Драги мои, ви го представувам мојот соговорник, господинот Трајче Кацаров, кој што е драматург и е магистар по културологија во книжевност. Добро вечер. Добро вечер. Ете вака ќе започнеме редоследно. Ќе ставиме акцент пред се на неодамнешниот настан на фестивалот Војдан Черноодрински. Господине Кацаров, ете ги првите импресии за овој фестивал кој што е сметан за најстар и го носи епитетот за најреномиран театарски фестивал во Македонија. Па јас морам да ви кажам дека сум член на советот на фестивалот 22 години. Па многу одамна, ако фестивалот сега годинава славеше 50 години, значи јас половина од постојањето на фестивалот сум член на советот и на некој начин директно сум запознат со она што представува фестивалот и кои се тие очекувани ефекти од неговото држување толку години веќе во културниот простор во Македонија. Многу пати сум го кажал тоа и сакам повторно да го кажам, да го спомнам Гането Доровски кога зборуваше за Штипското културно лето, беше гостин, му промовиравме книга, книжевен портрет, тој рече убаво е кога некој војникува во културниот простор во Македонија, како што тоа го чини Штипското културно лето. Се надевам дека ова 30-то поред Штипско културно лето барем малку ќе даде, како се вика, прилог или ќе потсети на она што некогаш беше култна манифестација во Македонија. Култна манифестација во Македонија, бидејќи беше организирано културно живење после Скопското, како пример се земаше и Битолското културно лето настана после Штипското културно лето како пример. Дури многу елементи од содржината на Штипското културно лето битолчани ги земаа како свој. Всушност ги вклучуваа во нивната програмска содржина без за тоа да имат било какви скрупули. Но од друга страна, сега сме при 30-то културно лето и некако како да забораваме на светлите моменти, на апогеот на културното живење, кога Штип беше навистина епицентар на културните збедувања не само во источниот дел на Македонија, туку воопшто во Македонија. Жалам за она што се случува, да речеме, затоа што се стишува културата, артикулацијата на културните институции, артикулацијата на поединците, но се надевам дека сето тоа е само време, краток период и она што значи трајна вредност, она што значи вистински прилог во културното живење, она што значи вистински културен хабитус, ќе дојде повторно на сцена и ќе проговори на начин како што најмногу му одговара на овој град кој што сад себе носи долга културна традиција, долги години на културно организирано живење. Морам да ве потсетам дека од 1895 година имало први знаци, импулси на театарско живење во некој од куќите во Ново село, кога во Штип учител бил Гоце Делчев заедно со Дамјан Груев и така натаму. Значи, а од 1924 година па се до 1927 па или до некаде до 37 година кога се прекинува со работата по властениот театар во Штип, се зборува за златните години на театарот во Штип и на театарското живење. Така да Штип има богата културна биографија. Не треба да се играме со биографијата на Штип, не треба да се играме со културната историја на Штип, зашто културата е магистар витае. И без разлика дали таа ќе се огледа во културниот простор или ќе се огледа историјата, мислам дека е магистар витае, се извинувам ако реков културата, без разлика дали е тоа во културен поглед или воопшто во социјален или во било кој сегмент на заедничкото живење. Она што се однесува до фестивалот Черноодрински, што побрзо треба тамо да настанат некои реформи, да се доведе фестивалот на оние почетни моменти, на она првична негова, како се вика, можеби појава,
бидејќи тој фестивал сам по себе значеше представување или форум на македонските театри. Тој фестивал сам по себе значеше форум на македонските автори. На некој начин ние го дефиниравме или го профилиравме преку присуството на македонските автори, па неретко знаевме да кажеме дека е фестивал на македонската драма или фестивал на македонските театри. Во последно време појавувањето на повеќето фестивали, како што е фестивалот Ристо Шишков, во кој што може да се најдат представи од театри надвор од Македонија или представи работени и по класичната драматургија, современата драматургија од светски и домашни автори, се повеќе и повеќе фестивалот Чернодрински ја губи својата првична улога, го губи она што значи неговиот првичен хабитус и она за што се формираше како фестивал. Се надевам дека ќе дојдат години во кои што фестивалот ќе се врати на тие стари позиции, на почетни позиции и кои што гласно, елоквентно, прецизно ќе преговори за присуството на македонскиот автор во македонскиот театар. Мислите ли дека се става акцент на културата, но при тоа се губи она некогашно значење и афирмираност која што имаш? Мислам дека тие сите, секој еден фестивал, секој еден форум, секој една манифестација сака да стави акцент на културното живење, но тој акцент некаде се гледа, некаде не се гледа, некаде представува само потреба од поставање на таков акцент, а некаде тоа нужно произлегува од самото дејание, од самата присутност на творците, на авторите. Можете да замислите, не постои фестивал без вистински творци. Фестивалите не можат да се базират врз квази присутност на творците и врз нешто кое што само подсетува на уметнички чин. Уметничкиот чин е ситуација која што произлегува од потребите, од страста, од желбата на авторите. Ние и кога ќе се создаде некој или кога ќе се создаде можност да се појавиш на еден таков форум, ти се појавуваш или ти се дава можност за целосна присутност. Присутноста или е страшна ситуација, многу сериозен момент, да речеме, во културниот простор. Ние на некој начин можам да кажам дека во последно време, гледајќи ги овие фестивали, собирајќи, како се вика, податоци од издавачка дејност и нашето учество на востранство, како да имаме потреба само од екзистенција и непостојање, како да го губиме нашето автентично и нашиот автентичен удел, нашата, да речеме, како се вика, национална присутност на форумите или, да речеме, нашата национална присутност во некој од манифестациите. Мора да го носиме тој наш национален белег, бидејќи само тој може да не исправи пред се она што зборува дека ние припаѓаме на едни или на други, пред да не оправда пред оние кои што велат дека нашиот јазик не постои, дека нацијата не ни е ваква или така натаму. Дека не случајно, пак ќе кажам, дека на вистина јазикот е нашата држава, а јазикот во овие културни моменти, да речеме, или во културната профилација на поединци или на институции, или да речеме на некои манифестации и форуми, представува стожер. Така, господине Кацаров, што е всушност театарски фестивал? Мислите ли дека се повеќе се става акцент на она да биде лесно разбирлива театарската представа, отколку што некогаш значеше да има одредена содржина, да има тематика, да биде издржана и представена адекватно на сцената? Фестивалите се форум. Тоа се простор каде што театрите сами по себе парадираат со својата умешност, со својата можест, со својата, како се вика, степен на културен развој, или каде фестивалите, каде театрите го покажуваат, ја покажуваат својата присутност или ја потврдуваат својата присутност, го легитимираат своето присуство во културниот простор. Инаку тие сами по себе, нивната профилација
зошто се формирани, која е причината да бидат формирани, која е оправданоста да бидат формирани, да се трошат национални државни пари, треба да ги профилират или на некој начин и селектират представите. Значи не може, ние пред некој ден слушнав еден од актерите од театрите надвор од Скопје рече дека ние сме нерамноправни во, како се вика, во трката по награда на фестивалот Чернодрински, бидејќи нашите театри се со слаба инфраструктура, со просто никаква инфраструктура, со малку пари, а сме во надпревар со Македонскиот народен театар, со театарот кој што троши многу пари повеќе за една представа, има инфраструктура каква другите театри во натрешноста можат да сонуват, и кога таков театар ќе дојде со една таква представа, спектакл, тогаш не е рамноправна борбата. Тој е сепак во предност некоја во однос на другите театри. И за мене најдобро би било кога некој од таквите фестивали, па нека биде Чернодрински, кога би се поставиле услови уште во самиот старт, значи кои представи можат да учествуват, како организирани представи, како подготвени представи, со кои технички елементи, како треба да се гледат на представата и така натаму. Инаку, во целост, ниедна друга представа не би можела да земе награда, што не е подготвена на сцената на Македонскиот народен театар, всушност, што не се употребени сите оние средства и помагала како што ги има Македонскиот народен театар. И условите кои што ги нуди таа сцена. Вие се обидувате да направите еден посебен пристап кон театарот и театарската култура со вашите театролошки студии. Да започнеме со правичната двонасочна релација театар-публика, каде што велите дека публиката кога оди на театар треба да знае каде оди. Да споменуваме збор 2 токму за оваа публикација, а потоа да се надоврземе и за најновото Малцинство од еден. Минатата година, навистина, и оваа година веќе излегоа 3 книги или 3 публикации кои што се поврзани со театарот, кои што на некој начин се инспирирани од театарското живење и од творците во него, во театарот. Минатата година излезе и она книга која што значи двонасочна релација театар-публика, која што представува и магистерскиот труд, бидејќи мојата теза беше двонасочната релација театар-публика, каде што јас тврдам дека театарската публика треба да биде активен актант и дека истата треба, кога оди на театар, оди на работа, всушност театарската публика е во ситуација да ја практикува онаа можност која што им е дадена секому, всушност да биде на некој начин да има да го става во една поинаква положба творецот, всушност да не му дава целосна слобода на творецот во однос на избирање на средства со кои што ќе се представи пред публиката. Тоа е начин на еден демократски принцип на, како се вика, на создавање на една ситуација, на еден момент во кој што тоа е театарскиот момент, тоа е театарски израз во кој што во рамноправен однос и публиката и актерите на сцената и творците или како сакате може да кажеме реалитетите, од причина што никој не сака да биде маса која што ќе биде формирана или која што ќе биде водена од страна на помала група на луѓе. Затоа кога зборуваме во културологијата, во последно време се повеќе кон публиката се свртуваме или ја дефинираме како народ, како присутност, свесна присутност, рационална присутност во театрите, отколку како маса. И кога зборуваме, повеќе зборуваме за народна култура, отколку за масовна култура. Масовната култура само по себе значи една степен во кој што културниот консумент го ставаме во позиција само на, како се вика, на прием на културниот импулс, а не во можност културниот импулс да го става во ситуација да биде дел и од неговата одлука или од неговиот, како се вика, присутност во еден таков театарски момент.
Што значи театарска публикација, театролошка студија? Колку треба да сме писмени за да го тоа прочитаме и адекватно да знаеме за што зборува писателот? Па видите, театарот сам по себе не може да биде одвоен од она што значи теорија за театарот, бидејќи уште ни прво не знам кога ќе се поставиме прашање што прво настанало, прво театарот или драмскиот текст или актерот, па театарот и така натаму. Јас мислам дека тие нешта одат заедно. Настанал, некој напишал текст, па некој дошол во ситуација тој текст да го јавно изартикулира, да застане на 4 даски и на 2 буриња, како што велат во почетокот на актерот или на театарот му се потребни само 4 даски, 2 буриња и публика пред која што ќе го артикулираш веќе напишаниот текст. Од друга страна, театарот, публикациите, теоријата која што чекори заедно со театарот на некој начин ни представува нешто кое што му дава агенс, кое што го заштитува, кое што го осигурува неговото патување. Бидејќи театарот е само по себе колата на Теспис, никогаш ние не би го одделиле од тие прапочетни моменти, од моментот кога Теспис се качува на двоколката и ја кажува театарската вистина, ја изнесува пред публиката. Театарот е сценски реалитет на кој што му треба приоѓање не само од внатре, него и од надвор. Теоријата во театарот, теоретичарите во театарот доаѓаат од надвор. Теоретичарите од театарот ја прават она заштитна обвивка на театарот која што му е потребна за во невреме. Многу пати тие излегуваат пред театарот и го ја бранат неговата позиција кога бил во кризни моменти, а кризните моменти никогаш не го напуштиле, бидејќи тоа е појава која е поврзана заедно со растежот на човекот, како човекот еволира, како социјалната средина се наоѓа, оди од степен во степен, така и театарот како културен праксис се појавува како негова поддршка, како, да речеме, негова нужна артикулација. Театарот е место од каде што најточно, најгласно и најбрзно се артикулираат важните, како се вика, моменти во социјалното живење на човекот. Социјална пракса од која што не можеш никогаш да се откажеш, бидејќи тој контакт, таа можност на диалог, воспоставување на диалог, тоа е еден степен во културното однесување, во културниот диалог на човекот, без разлика дали тој се наоѓа на политичката сцена, во фамилијата, дома, во образованието и така натаму. Дури сега во образованието се применува тој театарски момент, каде што кај децата преку интеракцијски активно и преку интеракцијскиот метод се доаѓа до одредени сознанија. Значи, учениците не се стават во позиција на пасивни посматрачи и реципиент кој што нема никаква можност да реагира по одредени подадени шифри или подадени, како се вика, артикулации или знаења, туку тој влегува активно во таа целата ситуација и на крајот заклучокот е заеднички, не само на оние кои што се на сцената. Ефектот го постигнуваат со заеднички сили. Вие сте главен и одговорен уредник на списанието Сум. Ова е списание за уметноста, јас би рекла едно културно богатство кое што треба да се поседува и да се чита, да се знае за уметноста. Што значи да се уредува едно вакво списание? Нема вакво списание како што е Сум во Македонија. Да. Тоа е единственото списание кое што е на некој начин со трајна вредност или со потврдена вредност уште од пред 20 на години и списание за кое што мислам дека во еден од броевите сите македонски интелектуалци јавно кажа од колкаво значење е културното списанието во културниот простор, во книжевниот простор, во културниот простор воопшто во Македонија. И мислам дека Штип не би имало после ова ни еден елемент
со кој што може да дава сериозен прилог во културната атмосфера и во културното живење во Македонија, поголем од ова списание, барем во што се однесува до книжевноста. Ова списание некаде излезе 75 броја, до сега се излезени, и сите тие 70, половината од тие 75 броја се посветени на наши културни дејци, на проверени вредности, на вредности кои што би можеле и во светски рамки да значат нешто. Значи, некои трајни вредности се потенцирани, пронајдени и пласирани преку ова списание, не само кај нас воопшто во светот, и тоа на македонски јазик. Тоа е една ситуација која што значи доста сериозен прилог во културното живење, просто сериозен прилог во книжевноста, сериозен прилог во уметноста. Се откриваат уметниците во Македонија кои што се дел од нашиот културен хабитус на начин на кој што најпозитивно, најафирмативно за нив може да се зборува, она што значи нивна вредност и во личниот живот, и во книжевниот, и во уметничкиот воопшто. Еве, последниот број на списанието е посветен воопшто на театарот, и натаму списанието ќе се движи во таа насока, да ги бележи сите оние театарски моменти, всушност да го бележи театарскиот живот. Значи, ние можеме да зборуваме за театарска присутност, за театарско творење, но не можеме да зборуваме за театарски живот, зашто многу малку му имаме посветено внимание на театарскиот живот, многу малку извлекуваме податоци од театарскиот живот и со многу малку податоци ги хранеме дорантите на театарското живење или на сценскиот живот. Од друга страна, јас мислам дека кај нас во Македонија играат или театарот го прават анонимни личности. Зошто анонимни личности? Па нема кој да ги промовира, нема кој да ги става во ситуација на важни луѓе, на стожери во културното живење. Доаѓаш во еден град и прашуваш кои се актерите. Сите треба да ги знаат. Актерите се најпопуларните луѓе во било која средина. Зошто велам во таква ситуација? Затоа што ми стои дека театрите се затворени во себе. Нема нешто што може да ги изнесе актерите од матичната сцена. Нема нешто што може актерите да ги подаде во јавноста. Нема нешто што ќе представува стејдж на отворена сцена, каде што од секоја страна актерот ќе биде препознатлива личност. Неговите ставови во средината, без разлика по било кое прашање. Значи, со еден збор, популарни луѓе ја прават уметноста. И таа може само да ги да создаде адоранти, да создаде апологети на истата. Иначе се би било само во своји рамки и за себе самите. Вие самите знаете дека имаше еден правец во уметноста кој што збореше де уметност ради уметноста, и тој правец не отиде никаде. Мораше брзо да го прескокнеме, бидејќи уметноста му треба воопшто на човекот. Таа го разубавува светот. А ние кога ќе се најдеме во ситуација да ни биде во некоја опасност, се потсетуваме на она што големите книжевници, филозофи, уметници го рекле, дека само убавината ќе го спаси светот. А убавината е всушност населена и убавината живее на сцената на театарот, бидејќи тамо се користат или таа е создадена од најубавите цветови во книжевноста, во сликарството, во музиката, во актерската артикулација, во актерската присутност. Не случајно синоним за убава жена актерката, синоним за убав маж е актерот, синоним за убав рецитал и исто така за убав глас и исто така актерот, за јасна дикција, за прецизно кажана реченица. Тоа се тие моменти кои што театарот мора да ги носи со себе. Тоа е она што ние мора да го сретнеме во театарот. Тоа е она што ние мора да го препознаеме кај актерот и кај секој театарски реалитет. И треба да сме горди ако имаме таков театар. И мораме да го чуваме, мораме да бидеме заедно со него, мораме да му бидеме поддршка. Без разлика каде е тој. И кога некаде ќе отиде, тој ја представува нашата културна средина. Зошто? Затоа што е букет, затоа што е цвет на нашето културно живење. Создаден од цветчиња, како што реков, музика, сликарство, литература,
сценски говор, сценска присутност, акт машка и женска убавина. Мислите дека тоа е начинот на кој ќе се заинтригира публиката и ќе се доближи до театарот? Ќе знае кои се актерите, ќе знае која е културата, која е носечката вредност на културата? Јас знам за таков театар. Јас препознавам само таков театар. Јас сакам таков театар, тоа е мојот театар и таков театар можам да направам. И во таков театар се осеќам, се чувствувам присутен. И граѓанство барам во таков театар и мислам дека многу луѓе ќе сакат граѓанство во истиот. А сето друго е квази ситуација и сето друго можеби подсетува на театар, но не е онај потребниот театар. Како што и со книжевност и така натаму. Не случајно се наоѓаме во ситуација да кажеме, ама доста се тие романи или такви романи, овакви романи кои што се со многу благи, ефтини, шекерни приказни, кои што ги забораваш веднаш по затварањето на страницата. Но има вредности, има некои моменти во тие книги, во тие како романи, во книжевни некои од другите родови, во поезијата, кои што ги носиш со себе. Една цела, кога ќе отидеш во некоја мала држава, од најголем, од државата поголем е писателот, од државата поголем е поетот. Мислиш дека сите стихови излегуваат надвор од границата на државата. Такво ми се случуваше во Црна Гора кога ќе застанев покрај некој и кога ќе почнеше да ги кажува стиховите на Његош, гледам колку е мала Црна Гора и колку излегуваат стиховите заедно со Његош надвор од границата на Црна Гора и ги обединува сите влюбеници во убавото. Таква треба да биде ситуацијата. Тоа е она што ние го бараме од театарот, од книжевноста, од нашите културни дејци, од нашите културни неимари, да ги кажам. Во една таква ситуација ќе имаш право да го оправдаш твоето присуство во културната средина и да кажеш, јас сум човекот кој што може преку своето дејание, преку својата присутност во било која гранка од уметноста да создадам атмосфера во која што луѓето ќе бидат згрижени со културни добра. Колку е тешко да се посвети целото творештво, да се пишува, да се посвети животот на уметноста, на културата, особено во ваква ситуација? Многу е тешко. Многу е тешко. Јас толку години сум во театарот, толку години во македонската книжевност, на некој начин со рецензии, со награди, и присутен во енциклопедии и така, со вреднување дело од најеминентните и театарски и книжевни критичари, па мислам дека се уште сум на почетокот и дека многу малку знам и дека многу малку луѓе се за она што сум го направил и дека многу малку можам да ја дадам на луѓето кои што се во ситуација да барат згрижување со културни добра, со културни нешта, така да целиот живот да го потрошиш. 10 живота да имаш и сите да ги потрошиш, па са малку. Уметноста е страшна, како би рекол, ала. Тоа е со многу глави. И сите тие треба да ги нахраниш. Сите тие треба да бидат задоволни од твојата присутност, од она што ти ќе им го дадеш. Внимавајте, уметноста е Божја ситуација. Она се отелотворува преку уметникот. И таа не се отелотворува преку секого. И покрај тоа што во редот во таа распишана аудиција од уметноста, кој ќе биде следниот преку кој таа ќе се отелотвори, милиони се наредени. Ама се отелотворува преку неколку. Убаво рече Блаже Коневски, што ние бе на нас македонците? Ние сакаме секоја година да раѓаме по еден генијалец, па го имавме Чавдарски диригентот во Сиднејската опера и тоа ни е доста. И после еве ние, што ние бе на нас македонците? Го имавме Блаже Коневски, го имаме Ацо Шопов, го имаме Коста Рацин. Секоја година ли треба да раѓаме по еден голем поет, чии стихови ќе ги помниме, чии стихови ќе ги пишуваме под зидовите, ќе ги клесаме во мермер, ќе ги памнеме, па ќе ги пренесуваме на нашите потомци така натаму. Значи, ние сме премногу суетна, премногу нарцисоидна нација. На секој чекор сакаме да има извоз од топла вода. Нешто кое што ќе зборува за нашите гениални дела, за нашата и каква нужна присутност, не само кај нас, него воопшто во светски рамки. Затоа треба во секој случај да го сакаме театарот, да ја сакаме уметноста, но да и го даваме она што можеме да го дадеме. И да бидеме подготвени денот за денот, времето и просторот, кога таа ќе побара да се отелотвори преку некој од нас.
И да не ни биде криво ако не бидеме избрани. Ние со ова што се случува во последно време, јас сум изненаден. Дури можем да кажам дека сме во паника. Секој еден сака да биде избран и мисли дури дека е избран. И сака поради тоа, поради неговата желба само, не поради стварноста, не поради она што ке себе го поседува, да добие не само позиција, него и признание. Но еве, тоа е Така да ги стварност. подсетиме и гледачите токму на самиот крај дека вие сте и колумнист долги години и Па јас сум колумнист веќе 12 години. Така, и Не 12, него ако се земе дека од 2001 14 години колумнист, просто во сите вестници во Македонија, јас сум во Вечер и во Вест. Така, и пласирате културни бомби. Се надевам дека навистина на адекватен начин стасуваат до читателите и дека таквата културна бомба може да не освести дали порано, дали подоцна. Дај Боже тие културни бомби и таа да имат детонација. И многу од бомбите завршуваат тамо кај што ќе ги фрлиш без да детонират и без да предизвикат некоја, може би, еве, не би рекол во негативна смисла, али во позитивна смисла некоја расположба. Понекогаш бомбата знае да надразнува на убав начин. Така, и да подсетиме дека токму утре театарот во Штип доживува премиера, малограѓанска свадба. Ова ќе биде камерна представа на која што на некој начин поголем удел ќе имаат и самите гледачи, односно публиката, и ќе можат некако културно да се расположат и да се нахранат. Станува збор за малограѓанска свадба на Брехт. Значи публиката ќе биде заедно со оние кои ќе се поканети на свадба, така да треба публиката да ја почувствува таа свадбарска атмосфера. И покрај тоа што нема да ја дадат на публиката никој од присутните на сцената да го артикулира својот став и расположби симпатии кон младоженците, сепак таа би требало да биде активен дел од она што се случува на сцената. Ви благодарам, беше чест и задоволство да се продискутира и да кажеме збор два, па и малку поопширно да навлеземе во театарот како култура и тоа голема култура на која што и треба повторно едно воскреснување, би рекла. А вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието и не заборавајте, публиката кога оди на театар треба да знае каде оди.